Детското одморалиште на Голак по еднодецениско пропаѓање оди во рацете на општина Делчево. Владата на предлог на Министерството за труд ке го отстапи одморалиштето на Делчево за период од 50 години, со цел Делчево да искористи средства од Швајцарската развојна агенција во висина од 200.000 швајцарски франци за ова детско одморалиште да прерасне во едукативен центар за зачувување на природата. Ова апликација ќе биде доставена за финансиска помош од 150.000 швајцарски франци, со кој што треба пари, ако го добиеме проектот, да ја реконструираме зградата, и ќе има и втора фаза од проектот, каде што со техничка документација, односно со уредување на зградата внатре, ќе ни се створи можност да добиеме уште нови 50.000 швајцарски франци за уредување на самата зграда. Одлуката за апликација на проектот на детското одморалиште на Голак помина едногласно, но стратешкиот документ за ЛЕР на Делчево најде на критики на опозицијата. Во оваа свот анализа да се избрише ова ефтина работна сила, за да самите ние не вршиме понижување на сопствениот народ. Делчево, вашата бизнес дестинација на истокот. Симпатична реченица, меѓутоа празна. За да стане тоа, дали имаме инфраструктура, дали имаме кадар, дали се што ни е потребно за навистина да бидеме тоа. Со кого се ние споредуваме, па сме баш тие ние бизнес декларација. Мислам дека со паролите малце ја претеруваат. Учесниците во работелниците одлучија заедно со експертот дека треба во општината, споредено со можностите и потребите, да имаме 5 столбови кои што се обработени, тоа е агроиндустрија, инфраструктура, работната сила како посебен столб, локалната самоуправа и туризмот како една од гранките која има можност и потенцијал да се развива во нашиот регион. Инаку на седмицата советниците доделија стипендија од по 2000 денари во наредната учебна година на тројца ученици прогласени за првенци на генерацијата од двете основни училишта и Делчевската гимназија.